Добар ден, гледате Аргумент. Добар ден и за мојот гостин Шемси Салаи, поранешен антикорупционер. И веќе во вестите најавив што е акцентот на ова интервју. Се разбере дека е обвинителката Ленче Ристовска и како се случи воопшто премиерот Мицковски да ја елиминира без воопшто да има официјална таква најава. Што велите? Благодарам за поканата. Благодарам што сте тука. Значи, зошто воопшто се случи? Кај нас во државата се случува доста работи недолични за општеството, нарочно за демократското општество во 21 век, кога гледаме дека од сите страни се бара реформи во државата, се бара имплементација на разните европски директиви и законодавства во нашиот правен систем и се бара од нас правна држава и борба против корупција, која во секој друг збор се зборува од нашиве политичари, но реално немаме никакви резултати во таа насока. Е сега, огласот за прв човек на правобранителството, односно главен државен правобранител во државата, си има оглас. И огласот го спроведува Советот за јавни обвинители и јавното обвинителство према условите кои ги бара и према критериумите што ги исполнуваат кандидативе, треба да одреди едно лице кое треба да биде од страна на владата. А не 4 како што се случи. Со тоа што имаме 4, тоа значи дека однапред е одредено кој ќе биде правобранител. И кој ќе го именува конечно. И ќе го именува, Владата го именува кога има широк простор, поле. И се знае дека му оставаш простор да сам се одлучи. Тогаш зошто се прави јавен оглас, прво, зошто и воопшто постои совет на јавни обвинители. И совет на јавни обвинители и фактички тоа треба да се смени и во државата треба да се имаме фер надпревар и да победуваат секогаш најстручните, најсовршените, најдобрите кои треба ова држава да водат напред. Со тоа фактички се гледа дека политиката се уште не може да ги тргне раците од канџите и рацете, канџите било што, фактички секогаш има влијание врз сите институции. Тоа е уште еден доказ. Знаете како, Ленче Ристовска вели, му порача на премиерот Мицковски, дека изборот мора да биде заснован на квалитет, а не на подобност. И сега ова се високи идеали, некакви илузии на сите нас, вклучувајќи и Ленче Ристовска за едно поправедно, по-цивилизирано, демократско општество. Па така е, фактички ние настоиме кон тоа да одиме и да влеземе во Европа со таквите вредности, но од другата страна гледа дека тешко оди не само овој случај, ние имаме и други случаи, ние имавме случај и за член на судскиот совет? Не на судскиот совет, туку судија на човек Европски суд за човекови права. А за Страсбург говорите? Страсбург, каде пак меѓу беше елиминирана Ленче. Како што барана беше и Ленче. И тоа исто така со овој потез од владата фактички се гледа дека заради Ленче и претходното беше поништено, не дека не беа адекватни, туку можеби не сакале Ленче да конкурира во Страсбург. И тогаш штета што се откажа Ристовска. Таа се откажа, гледала дека џабе се бори, но пак мислејќи на тоа... Никогаш борбата не е џабе. Без оглед на тоа, таа пак мисли дека, и мислила најверојатно, дека и пак правата и правичноста ќе победат и пак ќе се гледат критериумите. Но со овој потез на премиерот фактички тука се удира печат. Се удира печат дека некои работи, пак владата си одлучува, односно политиката се одлучува. Ако немаме политичка волја да одиме напред, ќе стоиме секогаш на место. И ќе тонеме. Добро, како вели таа, без анализа, како порака на премиерот Мицковски, дека исклучување на кандидати однапред, мисли на себе, без анализа на програма, на професионалниот пат, ги отвора прашањата за критериумите кои владата ги применува.
фактички тоа веќе се знае дека тоа е она што таа бара. Таа И бара, конечно јавноста да види. Сега судскиот совет се извинувам, Советот на јавни обвинители веќе има предложена некоја листа од 4 кандидати, што не знам баш точно кои се тие 4 кандидати, но можеби и таја една од кандидатите, но со оглед на најавата од премиерот дека таја не долази во никаква комбинација, не е предвидена, тогаш однапред се елиминираат некои работи. А 10 од 10 и дале оценка во Советот на Ленче Ристовски. Ленче Ристовска е доста професионална во своето работење, има доста искуство во незиниот досегашното работење и член на ова специјално јавно обвинителство што беше и таму покажале доста резултати. Таја како личност од целокупното СЈО на крајот испало катастрофа, но не се одиме на личности, на одредени лица кои биле членови и давале резултати, меѓу нив беше и Ленче. И таа е високо квалитетна личност во тие насоки, но другото е владата и политичката волја што изостанува воопшто. Да. Не смееме да го заборавиме владиниот авион. Не е само проблем набавка на владин авион. Не е само тука проблемот кој лежи. И интересот на владата за владин авион по-добар, по-квалитетен. Тука е прашањето и зошто воопшто се користи. Ние немаме документи кои ќе покажат што навистина, освен кои биле дестинациите, што навистина, зошто воопшто се одело и што се работело. И околу прашањето на набавка на владин авион, истребувањата, например од Мицковски, дека може нема да останат живи. Тогаш не треба да се возат со владин авион, туку да одат со комерцијални летови. Летови има и на крај краишта се случуваат несреќи во комерцијалните летови, така да не треба никош ни да се мисли на тоа. Не сега што се однесува до средствата, превозните средства на владата и воопшто во сите државни служби кај што има, значи треба да постојат. Треба да постојат и возила, секако вид на возила, меѓу кои и авионот. Сигурни возила, безбедни. Сигурни возила и безбедни, но затоа треба има служба која ги нагледува тие, ги одржува и врши надзор како се употребуваат тие. Но до сегашната пракса кажува дека доста се злоупотребени. Сега кога доаѓаме до кај авионот, значи авионот е потребен на владата, по моје мислење. Но авионот како авион да не се злоупотребува, да се користи домаќински за потребите на владата, како и сите други возила, но ние гледаме не само авион, докато се злоупотребуваат и другите возила, но во конкретниот случај, сега во моментов, нам не ни е потребен авион. Тој што е... На владата и е потребен, но нам не ни е потребен. И на владата не е потребен нов авион, туку овој што е сегашниот, од некаде прочитав дека во регионот нашиот авион е понов од постари авиони имат државите во регионот, освен Србија, каде што неверојатно има нов авион, така нешто се пишува, но другите се постари, авионите се одржуваат. Сега, се треба да биде транспарентноста во начинот на користење на тие средства. И службата која е одредена за тие превозни средства, меѓу кои и авионот, треба да си врши надзор над употребата, треба да си дава некој извештај, годишен извештај каде се користени, што се користени и јавно да биде објавено. Затоа се бара јавно да биде објавени во нивните веб страни и огласните табли во некои институции кај што има. И ако тоа не се случува, значи имаме и да се употребуваат согласно законот, без злоупотреби, ако нема транспарентноста, тогаш има сомневање за злоупотреба. И секој ќе излезе дека синот на екс-премиерот, синот на овој премиер се воза со тие авиони за приватни работи. Цели, сега приватни цели, може секој да кажува што сака, но службите се тие што ќе излегува со некој извештај. Служби, имаме институции кои треба да ги надзират тие работи, да вршат контроли, дали се такви или не. Не само да останува во озборување преку медиумите или јавните овие настапи и на политичките партии меѓу себе. Се става некоја реклама на политичките личности, но никој не излегува точно да кажува е злоупотребен или не е злоупотребен. И да покаже документ. И да покаже документ. И да биде јавно објавено како тако.
Ете, апсењето и притворот на поранешниот принц Ендрю покажува практично како изгледа демократска, позрела демократија, транспарентна држава, општество во кое владењето на правото, има приоритет. Тоа се добри примери, нарочито за нашите држави во регионот, пошто колку толку сме во иста позиција. Значи, на кој начин владее правото и како функционират и се имплементираат законите во државата. Оти ние не можеме да се повикуваме на тоа дека немаме закон, овој закон што го имам не ги исполнува условите, треба да се донесе нов закон и се така натака и другите работи ги фрламе на тоа дека претходната власт не ги конструира или не ги направила законите како што треба. Но ние треба една работа да се сватиме. Секој закон си е добар во самото себе. И само нивната имплементација ќе докаже каде се недостатоците и слабостите на законот, со кои ќе се бара измена и дополнување на истиот за одредени ситуации, но законот треба да се имплементира и да се има надзор над имплементацијата. И сите лица кои се огрешили, кои вршиле злоупотреба на службена положба и воопшто на законите, треба да одговара. Ние немаме одговор, никој не одговара. И затоа што никој не одговара, секој се осмелува да го крши законот. Оди со една едноставна оставка, фактички ќе се реши целиот проблем и не одговара. Значи, мора да има одговорност за секоја работа и лица и казнивост. Штом нема казнивост, видете, знаете, имаме апсење и притвор. Тука е принцот Ендрю. Го видовме и Саркози, поранешниот француски председател. Имаме доста такви примери имаме каде што стварно владење на правото и законите се донесени за сите граѓани. Сите се равноправни пред законите и сите треба да одговарат пред законот без оглед на која позиција си е и каде што е. Имавме и некоја изјава од Чарлс, од кралот, каде што кажува дека за неговиот брат говори дека за неговиот брат, значи дека пред законот се сите исти. И бара на крај правично сужење без но законите што кажува дека законите се за сите, тоа треба да се применува. Ние не видовме никогаш барем една оставка од сите оние трагедии, крупни трагедии, Кочанската е најголемата. Свежата трагедија фактички што ние тоа е во Кочани, дискотеката Плюс, па имавме и во Тетово, Ласкарци е тука, Ласкарци имаме во Бугарија со автобусот што изгоре. Значи имавме доста такви случаи и ниту една оставка. И секогаш се бара од претходните. Значи мислам дека тука како некој начин да се сокрие вистината и одговорните лица. Штом се проширува една постапка многу, значи тука веќе доаѓа поголемиот ризик да ништо не се направи, да ништо не се открие. Ќе се одуговлече и на крај ќе се заборава во фиоките на правосудниот систем и тогаш доаѓаме до ситуација дека никако не може да му се најде крајот на работиве и луѓево си губат довербата. И колективната меморија како да воопшто да не постои, се заборава заради тоа што секој ден ние имавме претходните власти некои оставки што премиерот тогашните не ги прифатиле. Сега ни тоа никој не се осудува да го каже, може би од јавноста ќе го натера да го прифати, затоа што никој не дава сега и тоа не може да се бара одговорност од претходните функционери кога за некои работи се знае хиерархијата во самото функционирање на институциите, на законот и секој си одговорен за свој дел. Не може да се бара од еден министер да оди да врши контрола до долу, до кај се работиве, па еве сега ќе потпишам. Затоа си има служби, секој ќе си одговара за својот дел. Тоа го нема. Но постои морална оставка, тоа се заборава. Од морални причини. Тоа од морални причини ние видовме во западните држави. И во некои незападните со помала демократија што имат, па си давале оставка од морални причини. Имавме случаеви за еден сендвич што не го платил, па или во Полска кај беше еден службеник што си користил становите незаконски, па имаше разни видови. Има многу примери. Многу примери каде што
кај нас и целата држава да изгори, никој не дава оставка. Еве Цвета Ристовска, вашата поранешна колешка од ДКСК даде оставка, веројатно беше принудена за сомнеш за судир на интереси. Тука И ова е втора оставка во истата оваа во истата гарнитура, во истиот состав кој е по нашиот, завршен нашиот мандат, да се првиот случај малку се одуговлече. Со самото одуговлекување на таа оставката се паднал и рейтингот на ДКСК како институција. Оти се гледа дека првиот човек на таа институција веќе има незаконито работење и злоупотреба на службената должност. Сега кога таму има, веќе другите си губат надежда. Од вториот случај што го има сега со Цвета, фактички таа побрзо даде оставка со тоа што ги ослободи слободно да действува ДКСК и за незините предмети што ги имат отворени и нормално и правосудните органи да си го направат својата ако има некоја злоупотреба. Добро, знаете но како тие работите накнадо треба да се докажат. Не може да се каже дека е така или не, дека презумција од невиност мора да постои. Да. Но видете, во аргументите на оставката како вели таа не се предава и вели дека нема проблем практично кај неа, туку говори за можни административни пропусти. Па сега не може да се каже за административни пропусти, не дека таја е член на Државната комисија за спречување на корупција. Туку и секој друг функционер од сен тоа што се кандидира или што се избира или што се именува, тој има должност самиот да си го врши анкетниот лист и да ги пријавува сите имоти и конфликти на интереси, можните конфликти на интереси. Значи тоа не може да бара административен пропуст од самиот секретаријат или од било кој друг. Значи, сите се одговорни за себе. Ако некој министер или директор или било кој сам е одговорен за сите овие податоци што го доставува со анкетниот лист, и таа е исто така. Значи, не може да очекува дека пропустите од долу. Имавме во еден пример пред 2-3 години кога бевме таму, каде што некој исто вака се фаќа на тоа дека службите сгрешиле, не е работа на службите, тоа е работа на лично функционерот. Знаете што е проблем исто така во тоа пријавување на имотната состојба? Потеклото на имот. Не постои графа во која е задолжително да напишете од каде го имате тој имот. Кога велам имот, мислам, се разбира, на некретнини, на пари и така натаму. Сега, тоа е еден пропуск што ние го кажавме со самото нашето назначување како екипа тогаш во 19-та година, слабости во самиот закон, каде што треба некои работи да тоа прецизират, но согласно тој закон, ако немал некоја функција порано, фактички ќе го напише состојбата актуелна која има во тој момент и во меѓувреме, ако има измени во имотната состојба, треба да ги пријави сите тие измени во рок од 30 дена од денот од настанот на измената. И на крајот на мандатот на секој функционер треба да пак да пушти анкетен за престанок, каде што ќе ја искаже состојбата ако во тој момент ја има. Сега тука ако има разлика во имотот, значи непропорционално нешто, може да се покрене некоја постапка, но ако се покривено... Кој честно пријавува, кажете ми, ве молам. Сега, нешто честно, има дека има мал број нечестни. Говорам за луѓе кои не покажуваат потекло на имот. Јас не генерализирам за сите политичари и функционери. Личности што фактички ја валка целата ситуација и се заради тоа е потребна потекло на имот. Сега ние тогаш заради тие недостатоци на законот од нас како гарнитура тогаш излезе и барањето за носење на еден закон за потекло на имот. За кој закон, лично јас, тогаш не бев за, но ставот на ДКСК беше да се донесе и јас го поддржував како став. А зошто не бевте за? Не бев за, заради доста работи не се средени во државата, а начинот да се покаже потеклото на имот... ова е едно од средувањата на државата? Затоа имаме ние други институции
кои институции имат можност и капацитети и согласно нивните закони да се одреди точно потеклото на имот на секое лице. А јас тогаш бе против заради тоа што државата е во некој транзиција, која транзиција трае веќе ептен и цвета корупцијата во време на таа транзиција за која говорите. Бевме во една држава каде што огромен број на граѓани на оваа држава живели, работеле надвор и да се докаже своето потекло тоа не на некои работи, не пријавување, па бивша Југославија, па што ти ја знам, има работи што не може да се докажат, но за секое лице кој има може да се докаже. Кој има ако можат сиромашните да докажат дека ништо немаат, можат и богатите да докажат дека се имаат. Едно мое лично мислење тогаш, но од тоа ние пак одевме на тоа да се донесе како комисија која ја донесовме како одлука и баравме и од Советот на Европа некоја поддршка да се направи некоја анализа од нивната страна. Од нивната страна излезе овој законот кој што е конфискација од во граѓанска постапка. Значи, на имот во граѓанска постапка и тоа беше според нив најподобна во моментов кој треба да се донесе. А тоа што лицата што не ги докажуваат потеклото, од каде им е имото што го пријавуваат, тоа е проблемот што едноставно некоја мана на самото на формирање на законот кога е направено и ние баравме тогаш секакви можности и видови да се тоа среди, но не успеавме. Се разбира дека нема да успеете. Инаку ваке, ние имаме сега министерство, управа за јавни приходи, имаме финансиска полиција, имаме многу институции. Имаме доста институции кои стварно не е воопшто проблем да се погледа и да се открие потеклото на секој имот и дали е тоа со некоја кривично дело стекнато или со некоја измама или био начин. Но фактички сега ние сме на ова ситуација кај што сме и гледаме, немаме политичка волја да се ги дотераме работите и штом немаме политичка волја, ние ќе искажеме секакви работи, секакви препораки ќе даваме, но на крајот ќе остануваме на лицо место и тоа што ние не одиме напред кон Европската унија, поголемиот работа е самите реформи. Не е проблемот со Бугарија. Се разбира. Со Бугарија тоа е еден мал проблем што едноставно тоа може да се реши. И доколку и не мора да го решите конечно ако не сакате. Но можете да работите на реформите. Од разните извештаи од надворешните експерти кои кажуваат дека тоа е еден проблем, тоа е еден застој кој од нашава страна фактички ние тоа што го имаме договорено не го применуваме, фактички не ги ставиме, не вршиме измени во уставот. Но другите работи бугарите не кочат за другите реформи. Па сега наводно за другите реформи не кочат бугарите, тоа што не е оправдување. Значи, ние имаме доста други работи што ни чинат. И затоа ни се случуваат секакви случувања и злоупотреби и цвета корупцијата од сите страни. Добро, јас благодарам што бевте гостин. И благодарам на вас на поканата. Благодарам што не гледавте, пријатно.